Низа недоследности во работењето утврди Државниот завод за ревизија во однос на Државниот архив. Утврдени се неправилности во начинот на остварувањето на приходите, давањето на попусти и подароци. Исплаќани биле надоместоци без законска основа, а незаконско постапување во архивот имало и во спроведувањето на јавните набавки. Ревизорите согледале и слабости во однос на пресметките за плата. Во изјава за Канал 5, државниот ревизор Љубица Тошевска рече дека извештајот е веќе испратен и до јавното обвинителство. За некои работи се земале надоместоци, да речеме вработените, иако тоа представува редовна дејност. Слабости во делот на јавните набавки. Има слабости во смисла на тоа што не е обрнато внимание, се пресметувало и данок на додадена вредност и со тоа се намалувала ликвидноста на Државниот архив. Иако таа дејност е ослободена од данок на клучната дејност е ослободена од ДДВ. Ние извештаите во кои што имаме најдено или се сомневаме на кривично дело, значи по законот за кривична постапка, го испраќаме до јавно обвинителство, значи ние го испративме кај што мислевме и кои мислевме точки дека се битни за јавното обвинителство. Особен акцент во извештајот е ставен и на потребата да се обезбеди соодветен простор за чување на архивскиот материјал, односно констатирано било неисполнување на основните услови кои треба да ги поседуваат депоата на Државниот архив со цел да се заштити архивскиот материјал, како и условите за заштита од неовластен пристап до архивскиот и документарен материјал. Утврдивме дека локацијата не одговара на доста места. Дел од депоата се лоцирани во непосредна близина на сливно подрачје. Внатре постојат несоодветни услови, влага, испукани ѕидови, кровови. Истото е и во подрачните единици, истото се случува и во централата на Државниот архив. Ревизијата покажала и дека, освен тоа што просториите во кои се чува вредното културно и историско наследство не одговараат на стандардите, истите и прокиснуваат. Низ самото депо поминуваат одводни и водоводни цевки, што представува голема опасност за архивскиот материјал. Во депото нема прозорци ниту вентилација, а нема ниту противпожарни скали за евакуација. Канал 5 уште минатата година објави дека просториите во кои се чува вредното културно и историско наследство не одговараат на стандардите, истите прокиснуваат, а поради несоодветно чување, опасност од уништување му се заканува на најстариот документ од 12 век, фрагмент од Евангелието на Свети апостол Лука.